Почитувани, ни една изјава на владината коалиција не може да ја смени реалноста на која сите сме сведоци. ДПМН и ДУИ се директно одговорни за настаните на Кале и политичката криза која што се прелеа во меѓуетнички тензии. Нивното заедничко соопштение вчера беше врв на лицемерие, цинизам и бесрамност. Сите добро знаеме чија беше одлука да се гради музеј црква на Скопското Кале. Сите добро знаевме што може да поттикне самоволното градење на објекти кои предизвикуваат меѓуетнички тензии и верска нетрпеливост, а кои што владата ги гради со буџетски средства. Подеднако добро знаеме и чија беше одлуката за рушењето и кој се учествуваше во неа. Груевски и Јанкуловски ја посрамотија полицијата и дозволија таа да изгледа неорганизирано и хаотично, иако лесно можеше да се претпостави што ќе се случи вчера на Кале. ДУИ и заменикот министер Бучи ги злоупотребија институциите. Заменик министерот за полиција од коалициониот партнер на ДПМН учествуваше во рушење на музеј црквата и симнуваше листици од приведените. Груевски и Паско Кузман лицемерно ветува дека ќе стопираат изградбата, а ноќе носе работници тајно да ја градат. Безсрамноста на власта оди до тој степен, што наместо веднаш се нафати за итно решавање на новонастаната ситуација, премиерот повторно бара дежурни виновници. Господине Груевски, кој е сега инспиратор на вчерашниот инцидент? Повторно ли ќе барате други виновници? Ако некој подбуцнува, што сте лично вие и вашите партнери од владата. Од почеток до крај, целата ова работа е ваша. И наместо ги повикувате институциите, кои директно ги контролирате, досега веќе требаше да ги разрешите министерката Јанкуловска, заменик министерот Бучи и идеологот на оваа портокалова антикризација Паско Кузман. Јасно е дека власта се игра со оган кога се става во улога на директен провокатор и реализатор на меѓуетничките тензии. Откако го поделивте народот по сите основи, откако изолиравте земјата и не заглавивте во евроатлантски интеграции, сега се одлучите да ги користите меѓуетничките односи да сокриете вашата неспособност. Престанете да се играте со Едината Република Македонија, тоа право никој не ви го дал. Повелете прашања. Не знам за оваа нова информација, знам за претходните повици се соби. Јас немам друг коментар, освен дека власта е таа што е одговорна за санирање на евентуалните меѓуетнички тензии и немам никаква дилема дека така наречени комити шверци и така натаму се подбуснати, манипулирани и инструирани од страна на владачката структура. Да се разбереме, многу јасна ситуацијата во една ваков инцидент, кој што можеше да има и сериозни жртви, нема друг одговорен освен владата. Повелете. Денеска повторно се повторат снимките на А1 телевизија. Тоа беше предуслов всушност да се вратите во собранието, а Винановски ве повика денеска повторно Црвенковски да ве ослободи и пратениците и да може да се вратат во собранието. И тоа за вниманието сега на сликата е за некоја трета сум. Наместо да ја санира ситуацијата, Груевски избра да ја подлабочува кризата. Те одмрзнати, те замрзнати за сметките цело време. Иницијативата само на пратеници од ВМРО ДПМН за поднесување на амандман за повлекување на Михајло Маневски од судскиот совет, пресконференцијата на Гордана Јанкуловска и Михајло Маневски дека избирачкиот список е прочистен и така натаму, остануваат ситни, навистини и провидни трикови во светло на новите настани дека сметката најде повторно замрзната. СДСМ останува на своите услови, после чие исполнување ќе може да имаме фер демократски избори. За жал, денешното замрзнување на сметката повторно на А1 не враќа нашиот предуслов, а тоа е дека за да се овозможи нормална клима, мора власта да обезбеди непречено функционирање на сите медиуми во државата. Видите, ние не можеме да тактизираме, да си дозволиме да тактизираме околу превремените избори. Впрочем, ако се сеќавате на 5 декември 2010 година, побаравме да се распуши собранието и да одиме на превремените избори. Тогаш Груевски тактизираше. Груевски и владината коалиција, парламентарното мнозинство, тие кои што ќе одлучат кога ќе има превремените избори, се разбира под услови како што кажеме да бидат фер и демократски. Инаку изјавата на Бучковски
во интервјуто за Утрински вестник е лична изјава, како што и самиот тој вели. Како што знаете, Бучковски не е дел од раководството и ги нема сите информации за да може да коментира по оваа тема. Повторувам, ние сме за предвремени избори во најскоро можно време, ако се ослободи медиумскиот простор и ако се исполнат нашите барања за враќање во парламентот. Само со тоа може да очекуваме дека има предвремени избори, демократски предвремени избори. Во спротивниот случај се паѓа во сомнеж дека целата оваа стратегија на Груевски да оневозможи нормални демократски избори. Апсолутно нема да влеземе. Ви реков дека со замрзнувањето на сметката на еден, ние се враќаме нашиот предуслов, за да можеме да разговараме за нашите услови за враќање во собранието. Благодарен поздрав.